почитувани, погубните политики на СДС со кои Македонија ја клекнаа на колена, во саботата добијаја црвен картон од народот. Затоа што народот знае, народот е свесен и народот сведочи за секојдневните предавства и понижувања кои владата предводена од СДС му ги прави. Сите кои сте на чело на СДС и на локално и на централно ниво, народот ве гласаше за да сработите нови проекти во интерес на граѓаните, да ги зголемите платите на здравствените, на просветните работници, да овозможите подобри услови за работа на приватниот сектор со цел зголемување на платите и во овој сектор, да донесите нови инвестиции и нови работни места, да градите нови училишта, нови градинки, подобра инфраструктура. Вас, Јовано Скилија и Хари Локвенец, граѓаните ви дадоа доверба да го овозможите сето ова. Во вашите изборни програми имаше проекти со кои ги излагавте прилепчани. Во нив не го ветивте вашиот единствен проект досега реализиран – промена на вековното име на нашата татковина Македонија. Вашето наработење и вашата неспособност ја криете зад лажната европска иднина, а всушност сте директни учесници во срамното уништување на се што е историја и што со векови му припаѓа на нашиот народ. Наместо да се застрамите, вие уште учествувавте во некаква си прослава за наводен историски успех, кој доживеа целосно фијаско и тоа не само во Прилеп, туку широм сите градови низ Македонија. Секој изминат ден излегуваат на површина лагите, манипулациите и целата неспособност на СДС. Имено, градоначалникот Јовановски во своето обраќање потенцира дека Македонија добила покана за НАТО и дека имала датум за преговори со Европската Унија. Но она што градоначалникот и претеникот Локвенец заборавија да им кажат на прилепчани е тоа дека оваа покана за во НАТО не е ништо повеќе од поканата која Македонија ја доби во 2008 година. Но сега со многу битна разлика. За разлика од 2008 година, кога за влез во НАТО се бараше само промена на името, сега во 2018 година се бара целосна имплементација на срамниот договор кој Заев го потпиша со Грција, или целосно бришење на националните интереси, култура и македонско културно наследство. Требаше да им кажат на прилепчани дека датумот за почеток на преговори за членство во Европската Унија е условен датум, што не е исто со почеток на преговори како процес и дека токму почетокот на преговорите зависи од исполнување на многу услови на штета на македонскиот народ. Она што може да се констатира со сигурност е дека Зоран Заев и владата од СДС ја урнисаја Македонија. Ја уназадија за 100 години. Го уништија владењето на правото и правната држава. Корупцијата го доживува своето рекордно високо ниво. Во саботата, граѓаните испратија јасна порака дека оваа ке влада мора што поскоро да си замине, затоа што Македонија заслужува подобро, затоа што Македонија мора да оди напред и конечно затоа што Македонија ќе победи. Благодарам.